По двата неуспешни обиди старото јаловиште кај Пробиштип чека трета среќа. Има заинтересирани инвеститори. По кинезите за искористување на јаловината се заинтересирала и германска компанија, што веќе има инвестиции во Македонија. Министерството за животна средина и просторно планирање влегува како активен партнер со граѓаните во заштита на животна средина, се разбира во градењето на еден баланс помеѓу економскиот развој и заштитата на животна средина. Разговараме со повеќе инвеститори, очекувам позитивни вести да има. Експертите се сложуваат дека наместо еколошки бомби, некогашните јаловишта на рудниците може да бидат извор на приход. Изградени да се спречи загадувањето, тие освен примарната руда во себе кријат и други метали. Истражувањата покажале дека старата јаловишна депонија од рудникот Злетово може да биде интересна за експлоатација. Таму постоја на времето и студии дека многу поинтересни се галиум, индиум, германиум. Таму еден сијасет на расеани елементи. Во последно време гледате како технологијата напреднува, а што би се рекло потрагата за ретките метали доправа се интензивира и ќе се интензивира. Професорот Серафимовски вели дека најнов тренд во светот е преработката на јаловиштата. Со тоа се постигнува двоен ефект, и еколошки и економски. Смета дека тие треба да се искористуваат, но со јасно одредени правила за концесија. Факт е дека се става акцентот на хидројаловиштата од аспект на валоризација на све што има таму, од пример нулта загаденост во јаловината. Во Македонија постојат 4 хидројаловишта од рудниците Злетово, Саса, Тораница и Бучим.